Дури 58 на обвинети, десетици сведоци и илјадници документи. 4 судски процеси за големата трагедија во кочанското кабаре Пулс, кои започнаа пред 4 месеци, се далеко од завршница. Процесите треба да утврдат кој е одговорен за тоа што пред една година, за време на настапот на групата ДНК, активирањето на пиротехничките средства во клубот го запалиле таванот. Тогаш животот го загубија 63 луѓе, а над 200 беа повредени, што ја направи најтешката пожарна несреќа во историјата на Македонија. Но според истражните институции, не само употребата на пиротехниката, туку злодело било и самото постоење на овој објект. Пулс бил смртоносна стапица, буре барут со години, но газдата, институциите, тоа никогаш не сакале да го видат. Со овие зборови на обвинителот Борче Јанев на 19 ноември лани почна судската расправа. Ако овој објект ги исполнуваше стандарди, ако вратите беа доволни и проводни, ако плафонот и зидовите не беа обложени со отров, што убива побрзо од пламен, ако имаше функционална вентилација, ако постоеше противпожарен систем, ако имаше навремена контрола, надзор и санкции, пожарот сам за себе ќе се запаметеше само по поопасен инцидент, но не и по масовна гробница и ужас од невидими размери. Затоа денес бараме одговорност. Бараме одговорност по име и презиме. Бараме правда. Правда, но не заради утеха и одмаз. Бараме правда како последица на незаконитост. Ниту еден од обвинетите не призна вина. Собственикот Дејан Јованов Деко, брат му и син му, управители и инспектори, тројца поранешни градоначалници на Кочани, обезбедувањето од кобната вечер и екс-министри за економија и државни службеници. Сите се товарат за тешки дела против општата сигурност. Прво обвинетиот за трагедијата во дискотеката Пулс го уверуваше судот дека доколку знаел би презал се за да обезбеди сигурни услови за одржување на концертот на групата ДНК. Зарем сериозно мислите, доколку би знаел дека фали нешто, не би презал се за да се отклони на време. Сите на тоа место, во тој клуб имат пораснато десетини генерации. Сите што ме познаваат добро, знаат колку и како се грижат за безбедноста на сите гости во клубот. До сега се сослушаа сведоци, преживеани, вработени во клубот и државните институции, членови на Агенцијата за обезбедување. Пожарот се проширил многу брзо, пошто настанала паника и стапедо кон излезите, вработените биле ангажирани без да потпишат било какви договори, се дел од нивните искази. Судењето за пожарот во Пулс се смета за еден од најобемните и најчувствителните судски процеси во Македонија, која треба да утврди индивидуална и институционална одговорност за трагедијата, која според обвинителството не е резултат на еден пропуст, туку системска негрижа и долгогодишни прекршување на безбедносните правила. Родителите ги следат сите рочиста во судницата во Идризово, каде се одвива судскиот процес поради големиот број на обвинети и бранители кои ги застапуваат. Има и големо полициско обезбедување. Зарем треба ние родителите да ги потсетиме зошто тие се наоѓаат во судницата? Никој од нив немаше ни грам совест и човечност да ја признае својата вина. Ке дојдеме до вистината и правдата, рече пред нив судиката Дијана Груевска-Илиевска на самиот почеток, и дека судот ќе направи се за нормално да тече процесот да без непотребни одлагања. Се одржуваат по 2 рочишта неделно, но кога би завршил судскиот процес не може да се предвиди со оглед на големиот број обвинети. 23 полициски службеници одговараат во одделни 3 предмети.